Добар ден. Почитуван председател на владата на Република Македонија, професор доктор Христијан Мицковски, почитуван министер професор доктор Азир Алиев, Ваше блаженство, господин Стефан, почитуван директор на Фондот за здравство, доктор Сашо Клековски, почитуван декан на Медицински факултет, професор Светозар Антович, почитувани колеги, соработници од сите клиники, почитувани пациенти, пациентски здруженија и драги студенти, нашата иднина. Ви благодарам што сме денеска сите тука собрани да разговараме за трансплантација и орган донорство. Меѓутоа, денеска нема да зборуваме за медицина. Денеска ќе зборуваме за другиот аспект на трансплантацијата. Денеска ќе зборуваме за човеколюбие, ќе зборуваме за солидарност, ќе зборуваме за емпатија, ќе зборуваме за животот. Од почетокот на цивилизацијата, човекот си го поставува суштинското прашање. Што е значењето на животот? Многу свети луѓе, филозофи, научници и обичниот човек си го поставува ова прашање. Ке почнем од современите големи научници. Квантниот физичар Брайан Кокс ке каже: може би единствено, вистински интересно прашање во филозофијата е што значи да се живее конечен, кршлив живот во бесконечен универзум. Ке се вратам 2000 години наназад и ке прошетаме низ мислите на еден од најголемите мислители, римскиот император, филозоф, стоик Маркус Аурелиус, кој во историјата е запаметен како еден од 5 добри владетели на Рим, водел интимен дневник од воените логори, каде што бил рамо до рамо со своите војници, преку Римскиот сенат до Царската палата. Овој дневник не требало да ја види светлината на денот, но на наша среќа е зачуван и денеска тоа е делото медитации од Маркус Аурелиус, каде што се запишани основните постулати на стоицизмот. И јас ќе издвојам една мисла од таму. Смртта не се насмевнува на сите. Единствено што човек може да направи е да и се насмевне назад. Јас не сум била во ЦЕРН, не сум била во лабораториите на квантна физика, да проникнам во светот на субатомските честици, од кои што сме сите создадени, ниту сум била сведок на епските римски битки. Меѓутоа, веќе 30 години сум доктор, оваа година, и водам една друга рововска битка, битка за здравје, битка за живот, битка да одложиме смртта. И во текот на овие 30 години неминовно си ги поставував и јас овие фундаментални прашања, кога секојдневието е испреплетено од здравје и болест, од радост и тага, од смрт и живот. И јас интимно одговорот на овие прашања ги најдов во прекрасната македонска песна Везилка од Блаже Конески. Во Везилка, поетот, барајќи инспирација за својата следна творба, со своето срце води разговор ноќен во тревога бесна. И ја прашува Везилката, како символ на народна мудрост, за инспирација. Таа, народната мудрост, Везилката му вели: два конца парај од срцето, драги, едниот црне, а другиот црвен. Едниот носи таги, а другиот копнеш и силен и стрвен. Па од нив вези еднолична низа, како што и Везилката што везе вез за бела невестинска рака. Везилка не е песна ниту за инспирација, ниту за песна, ниту за вез. Везилка е метафора на самиот живот. И јас, еве сега во зрелоста на мојата медицинска кариера, вистинската метафора и најубавата споредба на она што го работиме, трансплантација, го најдов токму во оваа прекрасна македонска песна. Што работиме ние медицинарите? Параме два конци. Едниот е црн, составен од тага, од смртта, онаму, каде што сме изгубиле битката со смртта, а другиот е црвен, надежда, копнежот, животот. И ние, низ процесот на трансплантација, се обидуваме да го продолжиме животот онаму, каде што не сме успеале да победиме смртта, да спасиме други животи, да продолжиме други животи. Медицината оди напред, ние го следиме чекорот на медицината,
Технологијата го диктира развојот на медицината. И медицината и технологијата помагаат, но единствено на луѓето можат да помогнат другите луѓе. Нашите знаења, нашата технологија се залудни ако немаме органи донатори. Орган донорството се разбира е доброволен чин, свесен, своеволен и не смее да биде никако поинако. Верувајте, не постои потежок разговор од разговорот кој што го водат координаторите со семејство кое што току изгубило свој близок. Сопружници кои што засекогаш се разделуваат, деца кои што изгубиле родител, а најтешко родители кои што изгубиле дете. И ние до нив, координаторите, заедно со нив, во нивната болка, во нивната тага, со сочувство и емпатија, да прашаме за нивната слободна волја да ги донираат органите на својот ближен кој што го губат, за да спасат други животи. Сме се соочували и со согласности и со одбивање. Сите кои што ни дале согласност на сите донори, јас им се поклонувам, им се заблагодарувам. Тие се тивките херои кои што и во смртта спасиле животи. Оние пак кои што не ни дале согласност, исто им се заблагодарувам што ни слушале и што ни возможеле да учиме. Ние од секој разговор учиме, секој разговор е различен и единствен, не се повторува. Учиме каде треба да работиме. Заклучокот е дека треба да работиме на едукација на населението. Треба да работиме на континуирано зборување на темата на орган донорството. Треба да работиме да сме присутни во сите сегменти на општеството. Трансплантацијата не е само медицински чин. Трансплантацијата е и општествен чин. Од пациенти кои што може би биле при крајот на својот живот или кои што биле инвалидизирани, поврзани за апарат за диализа, ние ствараме единки кои ќе бидат здрави, социјално интегрирани, општествено корисни. Затоа трансплантацијата не припаѓа само на медицинарите и на пациентите, трансплантацијата не припаѓа на сите нам. Докаде сме во Македонија со трансплантација? Од далечната 1977 година започната е во Македонија првата трансплантација на бубрези и тука сме, можем да кажем, ветерани, тука се и дел од нашата екипа за трансплантација на бубрези. Имаме најголем успех, над 500 трансплантации. Трансплантираме и срце, трансплантираме и црн дроб, трансплантираме коски и коскени ткива, кои што ги чуваме во банката на коски на клиниката за ортопедија при Тоарилуц. Тие се исто така донација од кадавери, односно од починати донори. А новина во трансплантацијата од минатата година од ноември е трансплантација на очна рожница и од ноември до сега имаме 25 вакви трансплантации. Ние тука нема да запреме, ќе продолжиме да зборуваме, да едуцираме, да работиме и да трансплантираме. Ви благодарам. Сега го поканувам деканот на Медицински факултет Скопје, професор Светозар Антович, на кратко обраќање. Добар ден на сите, почитувана аудиториум, со оглед дека националниот координатор Билјана Кузмановска ве поздрави сите поединечно, останува јас да ја поздравам неа. Секој ден 19 луѓе умираат чекајќи на листите за трансплантација во светот на орган кој што никогаш нема да стигне. Секоја 10 минута на тие листи додаваме по еден пациент на кој што му е потребен орган. И без разлика што скоро 170.000 трансплантации се прават годишно, тоа ни оддалеку не е доволно да одговори на она што го бара модерната медицина. За жал во оваа светска статистика влегуваат и нашите македонски граѓани кои што чекаат на нашите национални листи за орган. Зошто е тоа така? Трансплантацијата е исклучително тежок и, би рекол, софистициран процес, може би заради тоа до пред неколку години не ги ни правевме.
Првата трансплантација на црн дроб ја направивме во ноември во 2022 година, кога група млади ентузијасти доктори, чувствувајќи се виновно дека не ја даваме на нашите граѓани потребната грижа, решивме дека тоа ќе го смениме и навистина тргнавме по белиот свет, едуцирајќи се, давајќи многу од својата енергија под, па и рекол и крв, за да го направиме тоа и конечно го направивме и докажавме дека можеме тоа да го правиме во Македонија. И што е најбитно, во арсеналот на македонската медицина ја внесовме и трансплантацијата како последно оружје, рековме спремни сме за борба сега со сите болести. Од тогаш наваму направивме 7 трансплантации на црн дроб. Не затоа што ние не кевме да работиме, туку заради тоа што толку има и ќе се сложите, тоа е навистина малку. Потребно ни е повеќе за да спасиме повеќе од тие наши македонски сограѓани кои што се на националните листи. И кога ќе видите во тој синџир наречен трансплантација, последната борба е токму тоа, немањето на органи и органодарителството. Зошто немаме органи? Тоа не можете да го решите со повеќе едукација. Не можете да го решите со повеќе организираност. Не можете ни со повеќе пари. Затоа што во сршта на самиот проблем лежи најморалниот и најхуманиот чин на дарување. Вие мора да имате орган кој што некој го дарувал, за да ние можеме да го трансплантираме. Друг начин нема. На друг начин не можеме да земеме орган. Ниту медицината за сега нашла начин, на друг начин да креира органи. Меѓутоа, зошто е тоа така? Зошто нема органи? Зошто голем дел од граѓаните одлучуваат да кажат не? И многу се причините, ќе кажам 3 кои што сметам дека се најважни. Првата е затоа што од нив тоа го бараме во моменти кога се наоѓаат во исклучително тешка, силна, лична тага и болка. Изгубиле некој близок, на нив веќе не им се живее, а ние бараме да донираат дел од органите за некој да биде спасен. И разбирливо е ако многумина кажат не. И никој не треба да ги осуди, не ни може. Не смееме да ги стигматизираме. Но, доколку одговорот бил да, тогаш со еден донор можеме потенцијално да спасиме 8 човечки животи, 8 македонски сограѓани. И тоа не е малку. И затоа мора да работиме на вакви кампањи, кои што ќе им покажат на македонските граѓани дека тоа е единствениот начин на тие пациенти да им помогнеме, да кажат да. Втората причина е заради тоа што голем дел сметаат дека е тоа против нивните културни и религиски убедувања. И да, Македонија во таа смисла е шаранолика и би рекол богата земја со многу култури, религии и така натаму. Сите по себе некако различни. Но во ова не сме различни. И доказ за тоа е присуството на највисоките наши челници на религиските заедници во Македонија, кои по ова прашање се сложни. Треба да се донира, бидејќи човечкиот живот е пред се и над се. И некои веројатно сметаат и дека не треба да му се верува на системот. Македонија е кревка земја која што се бори да го најде своето место под земјата како модерна земја и нормално е такви прашања да се поставуваат. Меѓутоа е во ова место, во овој храм на македонската медицина давам јас завет како декан, дека сите оние кои што се вклучени во процесот на трансплантација, тоа го работат под најсовремените медицински стандарди, ги имаме законите како во најмодерните европски земји, процесот на трансплантација во Македонија исто како во Германија. Некои ќе речат има врски и на тоа сме навикнати. Нема.
И тоа одговорно го тврдам бидејќи е така поставен системот да не може и да ги има. И со оглед дека ми е кратко времето, 4 минути колку што ми кажаа. Сакам да кажам дека и да изразам голема благодарност на владата на Република Македонија, на премиерот Христијан Мицковски, кои што со своето присуство секогаш давале голем ветар и голема поддршка во оваа наша борба, би рекол. Впрочем, доказа тоа и денешниот настан кој што е во нивна организација, и се надевам дека така ќе продолжи за да изградиме еден стабилен систем на трансплантација со што повеќе спасени пациенти. И исто така начелниците на нашите верски заедници, и на архиепископот, и на реисот, кои што со своето присуство вака не даваат еден духовен мир, дека сме на правиот пат, на вистинскиот пат. И конечно на нашите граѓани да им влееме доверба дека доколку каже да, ќе го кажат и направат правилниот избор, затоа што веќе од утре сите ние тука можеме да се најдеме на листите за трансплантација како некој што чека орган. И доколку тоа се случи, не дај Боже на сите присутни и на нашите граѓани, замислете тогаш како би размислувале по прашањето за органодарителство. Ви благодарам. Ви благодарам, декане. След неја повикувам асистент доктор Елена Груева на кратко обраќање. Повелете. Почитуван премиер, почитуван министар, почитувани представници на институциите, колеги лекари, здравствени работници, почитувани гости. Денес, како што можете да слушнете, не зборуваме само за медицина, денес зборуваме за живот. Ниту една друга медицинска процедура не ја поврзува толку силно науката со медицината, како што и со човечката хуманост, како што тоа го прави трансплантацијата на срце. Можноста да едно срце, кое што чукало во едно тело, истото продолжи да чука во друго тело, не представува само хируршка интервенција, туку представува највисока победа на медицината и на солидарност. За секоја успешна трансплантација стои тим од десетици професионалци кои деноноќно и посветено работат, но пред се стои едно храбро семејство кое што во најтешкиот момент во својот живот одлучува да го продолжи животот на некој кој што него не познава. За пациентите со терминална срцева слабост, трансплантацијата не представува луксузен третман и луксузна опција, туку единствен начин за преживување. За нив секој ден е борба со времето. Секој ден кој чекаа телефонскиот повик, кој што може да им го промени и продолжи животот. Или повикот кој што никогаш нема да дојде. Токму затоа, успехот на една национална програма за трансплантација е директен резултат со зрелоста на едно општество. И не се мери само со бројот на извршени операции, туку се мери со способноста да се покаже солидарност и кога е најтешко. Се мери со подготвеноста на институциите да создадат систем кој што функционира 24 часа, 365 дена во годината. Почитувани носители на одлуки. Трансплантацијата знаеме дека не представува трошок, таа е инвестиција во човечки живот. Инвестиција во семејства кои повторно добиваат мајка, татко, син или ќерка. Инвестиција во пациенти кои што повторно ќе бидат способни да се вратат на работа, во училиштата и во домовите. За нас, медицинската заедница останува и ни припаѓа обврската да продолжиме одговорно, достоинствено, со врвна експертиза и професионалност, да го градиме довербата и успехот на оваа процедура. За на крај успехот да не биде само медицински успех, тој ќе биде успех на целото општество. Срцето не е парен орган кој што може да се подели и да спаси два животи. Срцето не е деллив орган од кој што може да се земе дел и да се пресади во друго тело. Тоа се дарува во целост и токму затоа трансплантацијата на срце представува единствената медицинска процедура во која што примателот добива нов живот, а тој што го донира останува херој, чие што срце продолжува да чука во друго тело.
Се уште во современата медицина нема ниту еден кардиохирург, кардиолог, ниту една технологија, ниту еден лек кој што може да создаде ново срце. Тоа го може само човекот што ќе одлучи да биде донор. Затоа трансплантацијата на срце е местото на кое што науката, хуманоста и државата мора да чукаат во ист ритм. Ви благодарам. Благодарам, доктор Груева. Сега ја повикувам доцент доктор Наташа Трпеска-Шекеринов на кратко излагање. Благодарам, професорка. Почитуван председател на владата, професор доктор Христијан Мицковски, почитуван министер за здравство, господин Азир Алиу, почитуван директор на фондот, господин Клековски, почитувани представници на верските заедници, почитуван декан на медицинскиот факултет, почитувани колеги од сите универзитетски клиники, почитувани доктори, здравствени соработници, почитувани останати присутни. Денес сме собрани по повод една тема која што ги надминува границите на медицината и навлегува во најдлабоките вредности на човечноста, солидарноста и надежта. Тоа е органодарителството. За мене, како директор на Универзитетската клиника за очни болести во Скопје, ми представува посебна чест што можам да споделам успех во тој домен кој што има и историско значење за македонската офталмологија, но и за македонското здравство во целина. Речиси по половина век на нашата клиника минатата година се изведоа повторно трансплантации на рожница. Со тоа не оживеавме само една медицинска процедура, туку обновивме една традиција, една визија и една надеж која предолго чекаше да биде повторно реализирана. Ноември минатата година беа извршени првите 9 трансплантации на рожница, а во март годинава следеа уште 16. Зад овие бројки не стојат само успешни хируршки интервенции. Зад секоја трансплантација стои човек. Стои пациент кој што повторно имал можност да го види лицето на своите најблиски, да ги види првите напишани зборови на своите деца, да го гледа изгреј сонцето, убавините на животот, за кои за голем дел од нас представуваат секојдневие. На овие луѓе им беше дадена втора шанса, но не само шанса за подобар вид, туку и за подобар живот. Посебно сме горди заради тоа што минатата година за прв пат беа изведени најсовремените хируршки техники на трансплантација на рожница, методите на димек и дисек, процедури каде што има само изолирано ендотелно оштетување. Со тоа македонската офталмологија направи чекор напред и се доближи до највисоките светски стандарди каде има третман за ваков тип заболување. Овој успех не дојде преку ноќ. Уште во 2015 година клиниката ја добива согласноста за вршење на дејност од овој тип, но успешна реализација следеше само минатата година. Зад овој успех стои посветена работа, административни подготовки, законски процедури, добивање согласности, обезбедување дозволи за увоз на ткиво и создавање услови за нивно безбедно и правилно и ефикасно применување, односно една добра координација од упорност, хируршка подготвеност и секако со поддршка на оваа влада, Министерството за здравство и координаторот за трансплантација кај нас во Македонија. Изразувам посебна благодарност до професор Кузмановска и целиот тим кој неуморно работевме на надминување на сите административни и организацијски предизвици. Изразувам секако благодарност и едно подсетување дека овој успех следеше со поддршка од Универзитетот од Соединетите Американски држави, односно од Duke University, кои со својата стручна поддршка, знаење, искуство и посебно пред се донаторска помош на трансплантите корнеа беа значаен дел за овој процес. Секако благодарност заслужува и целиот стручен тим на клиниката, хирурзи, специјалисти, медицински сестри, координатори, анестезиолози и административен персонал, кои покажавме дека постои една заедничка цел, нема непремостливи пречки. Но денес зборуваме за органодарителството. Зборуваме за највисокиот чин на човечка солидарност. Би сакала секој од нас само момент да ги затвори очите и да го замисли животот без вид. Видот не е само сетило, тој е прозорец преку кој што ние го сознаваме светот, преку кој што ги создаваме спомените, искуствата и емоциите. Кога некој ќе одлучи да донира орган или ткиво, тој не подарува медицинска можност, подарува иднина, надеж и светлина. Кај корнеалното дарителство, таа символика е посебно силна,
затоа што само благодарен чин овозможува нов зрак светлина повторно да влезе во друг човек. Светлина која што на човекот ќе му даде пак достоинство, независност и нова смисла за подобро утре. Токму затоа сметам дека органодарителството е едно од најголемите наследства што човек може да ги остави зад себе. Тоа е доказ дека човечката добрина продолжува да живее и тогаш кога не сме тука. Наша обврска е ова да не биде само почеток. Тимот на Клиниката за очни болести ќе продолжи посветено да се развива во овој домен на медицината. Вложуваме во доедукација на постоечки кадар, обука на млади хирурзи и создавање на нови генерации експерти кои што ќе ја продолжат корнеалната трансплантација во нашата земја. Веруваме дека и успехот, а и ова зашто сме овде денес, ќе биде темел за уште поголем развој на трансплантационата медицина кај нас. Ви благодарам. Благодарам доцент Трбевска Шекеринов. Сега го повикувам научен соработник доктор Башким Шабани на кратко обраќање. Фала ви, Илјана Кузмановска, почитуван председател на Влада на Република Македонија Христијан Мицковски, почитуван министер за здравство Азир Алиев, почитувани представници на верски заедници, почитуван декан на Медицинскиот факултет Светозар Антович, почитуван директор на Фондот за здравство Саша Клековски, ценети колеги, здравствени работници, пациенти и семејства на донори. Денес сме собрани да одбележиме значаен момент за македонското здравство, изведувањето на 100-та кадаверична трансплантација. Овој јубилеј не е само бројка, тој представува 100 нови шанси за живот, 100 приказни за недеж, 100 докази дека хуманоста и медицината заедно може да прават чуда. Во 2025 година беа реализирани 11 трансплантации, од кои 6 беа кадаверични. Во 2026 година досега се изведени 8 трансплантации, од кои 3 кадаверични. Овие резултати покажуваат континуитет, посветеност и развој на трансплантацијската програма во нашата држава. Особено сакам да истакнам дека овие резултати ги постигнавме во период кога Центарот за трансплантација се наоѓа во фаза на реновирање и модернизација. И покрај отежнатите услови за работа, просторните ограничувања и дополнителните организацијски предизвици не дозволивме да запре ниту во еден процес поврзан со трансплантација. Напротив, продолживме да работиме со истата посветеност и одговорност затоа што пациентите кои чекаат трансплантација немаат време за чекање. Во услови на реконструкција успеавме да реализираме трансплантација, да формираме 4 трансплантацијски екипи и да го одбележиме големиот јубилеј 100-та кадаверична трансплантација. Ова е доказ дека инвестициите во инфраструктурата и развој на здравствениот систем може да одат паралелно со обезбедувањето континуирана и квалитетна здравствена грижа за пациентите. Нашата цел беше јасна, реновирањето да не биде причина за застој, туку основа за уште подобри резултати во иднина. Особено значено е што денес зборуваме за систем кој постојано се зајакнува. Формирани се 4 трансплантацијски екипи составени од врвни професионалци кои се подготвени во секој момент да одговарат на несложените медицински предизвици. Тоа е инвестиција во знаење, во човечки ресурси и во иднината на македонското здравство. Трансплантацијата представува врв на медицина и најсилен пример за мултидисциплинарна работа. За секој успешен зафат стојат координатори, хирурзи, анестезиолози, нефролози, кардиолози, медицински сестри и многу други професионалци кои работат како еден тим. Истовремено, за секоја трансплантација стои едно семејство кој во најтешки моменти покажало огромна хуманост и одлучило да подари живот на други луѓе. Нивната благородност заслужува најдлобока почит. Дозволете ми да изразам благодарност до Владата и Министерството за здравство за поддршката во развојот на трансплантацијска дејност, како и до сите здравствени установи и професионалци кои придонесуваат овие успеси да станат реалност. Нека 100-та кадаверична трансплантација биде потик за нови успеси, поголема свест за органодарителство и уште повеќе спасени животи. Нашата цел е јасна, да продолжиме да градиме модерен, ефикасен и хуман трансплантацијски систем во кој секој пациент има шанса за подобар и поквалитетен живот. Почитувани граѓани,
Сакам да упатам искрен апел до сите вас да размислите за значењето на органодарителството. Една одлука може да спаси повеќе животи. Еден донор може да им подари нова шанса на луѓе кои со години чека трансплантација и надеж за подобро утре. Органодарителството е највисок чин на човечност, солидарност и љубов кон другиот човек. Тоа е можност и по најголема лична загуба да се продолжи живота на некого кому му е најпотребен. Да зборуваме отворено за оваа тема во нашите семејства, да ја подигнуваме свеста и да ја негуваме културата на дарување. Секој спасен живот е победа за целото општество. Да бидеме хумани, да подариме надеж, да подариме живот. Ви благодарам. Благодарам, доктор Шабани. Доктор, научен соработник, доктор Никола Георгиевски, ве поканувам на кратко обраќање. Добар ден и од мене. Почитувам председател на владата на Република Македонија, професор Христијан Мицковски, почитуван министер за здравство, професор Азир Алиев, почитуван директор на фондот, доктор Сашо Клековски, почитуван национален координатор, почитуван декан, почитувани представници на верските заедници, почитувани колеги, соработници, пациенти и пријатели. Дозволете ми во името на целокупниот тим на нефрологија да ви се заблагодарам и да ви посакам топло добродеде за успешна кампања за трансплантација и органодарителство. Органодарителството е синоним за највисоки човекови вредности. Хуманост, солидарност, човеколюбие. Сето ова треба да не подсетува дека дарувањето на органи е непроценлива можност за нов живот. Бубрезите не се ни помалку значени органи од останатите. Со право се нарекуваат филтер и контролен механизам на токсините, киселоста и крвниот притисок. Затоа следењето на бубрежната функција представува глобален и здравствен предизвик. Раното препознавање, современото лекување, соодветната грижа за бубрежното здравје се од големо значење за сите нас. Денеска, благодарение на новите иновативни терапии, пациентите имаат подобри можности за контрола на болеста и поквалитетен живот. Сепак, одреден дел од пациентите ќе завршат во терминален или последен стадиум на бубрежна болест, што побарува хемодиализа или трансплантација. Моментално, во нашата држава имаме 1600 пациенти на хемодиализа, а 250 пациенти со трансплантиран бубрег. Оваа бројка представува сериозен предизвик во креирањето на понатамошните здравствени политики, поради фактот дека истите чинат 2 до 3% од целокупниот буџет на здравство. Затоа денеска сите ние треба да дадеме признание на оние кои ја граделе и развивале трансплантацијата во Република Македонија. Како што кажа и моите колеги, првата трансплантација во Македонија изведена далечната 1977 година од професор Францисковиќ од Риека. И тоа од жив донор. Во 1989 година е направена првата кадаверична трансплантација во Македонија. Значи има еден континуитет на тие настани. Во моментот, во периодот од овие изминати години, вкупно се реализирани повеќе од 500 трансплантации. Како што кажа колегите, веќе е направена и 100-та трансплантација од починат донор. Предизвици секогаш постоеле. Имало години кога се правели по 40 трансплантации на годишно ниво, но имало години кога ова бројка е значително помала. Тоа ни покажува дека успехот на трансплантација не зависи само од медицината, туку и од општествената одговорност, од довербата и од солидарноста. Трансплантацијата не значи само продолжување на живот. Таа овозможува целосна медицинска, социјална и психолошка рехабилитација на пациентите. Им овозможува на пациентите повторно да бидат активни чинители во општеството, да работат, да создаваат семејства, да допринесуваат за оваа заедница. Здраво население значи здрава држава, а успешна трансплантација значи поквалитетен живот и поодржлив здравствен систем. Денеска нашиот апел е сите заеднички да допринесеме за развојот на органодарителството и да обезбедиме квалитетни здравствени услуги за нашите граѓани. Ќе ми дозволите да завршам со мисла која најдобро ја отсликува суштината на денешниот ден. Здравјето на населението е мерка за сила на една држава,
а хуманоста и солидарноста се нејзиниот најблагодарен темел. Даруваме живот, градиме поздрава иднина за сите. Ви благодарам на вниманието. Благодарам, доктор Георгиевски. Сега ве поканувам сите заедно да погледнеме филм за трансплантацијата во Македонија. Мислам дека во ниедна друга гранка, освен во кадаверичната трансплантација, не се толку блиску испреплетени смртта и животот. Чувствата се бурни во нас со медицинарите, иако ние сме професионалци и сме научени да ги чувствата криеме малку во себе додека траат процесите, поготово при кадаверичните трансплантации, каде што е трка со време и сите сме фокусирани да се заврши секако што треба да биде добро, да биде во корист на реципиентите, примателите на органи, со најголема почит кон семејството на донорот и на донорот. Лично мене емоциите ми доаѓаат од кога ќе се заврши се. Болката ние си ја носиме, никој од страна не може да ја чувствува како што ние ја чувствуваме. Така ние на еден начин се тешиме, нели, дека мајка ни се уште е жива. Да спасиш нечиј живот значи многу. Ти секако го губиш човекот. Ама можеш други лица да насмееш со тоа. Да си го вратите животот и да го живеете со полна плуѓа е многу, многу благодарно. Можам да кажам човек со многу големо срце. На клиника, каде што имаше представник од Министерството и докторката Јасна, анестезиолог, кој што ги направиле сите испитувања, последни испитувања, нели, да се види до каде е ситуацијата. И на последното испитување беше установено дека мозокот веќе не е во функција. И ние бевме трите заедно, кога ние соопштија таа вестник дека веќе нема што да се прави, мора да ја исклучат од апарати, мозокот не функционира и не праша дали сакаме, нели, да ги донираме органите. По погледот се разбравме веќе дека и трите сме едногласни дека сакаме да го направиме тоа. На еден начин, нели, е убаво бидејќи го слуша срцето, нели, на мама. Тоа е некое убаво чувство што во целата тага, нели, како ни даваше утеха, нели, да не смири малци. Малку е чудно бидејќи да знаеш дека внатре има нешто твое. По тешка 5-часовна операција успешно заврши третата трансплантација на срце во Македонија. Тимот кардиохирурзи влезе во салата во 6:33 часот изутринава, а трансплантацијата беше завршена нешто по 12 часот. Срцето продолжи да чука во градите на 39-годишната жена, чија здравствена состојба се уште е неизвестна, а следните 48 часа се критични. Моето име е Емилија Христовска-Кустовска. Сум пациент со трансплантирано срце. Во принцип сум родена срцева мана и сум многу операции предходно. Меѓутоа, јас би се опишала само како една позитивна личност и желба за живот, за убав живот. Жива, здрава, Убава помина. Поактивна него и тие без трансплантирано срце. Да. Вчера бев на зумба. Да. Уште идеш таму? Да, идам. Тоа е предност за тие што го сакаат животот. Трансплантацијата на срце баш им дава нов живот. Ниту една мајорна религија не го забранува органодонаторството. Напротив, и христијанството, и муслиманството, и будизам, и хиндуизам сметаат дека тоа е највисок чин на добродетелство и човеколюбие. Органодарителството, тоа е наследство на животот. Една одлука
да донирате, ќе остави трага, што ќе продолжи да диша, чука, да живее. Како поминава време додека бевте? Добре? Добро се чувствувавте? На контроли одите? Редовно? Да, кога ја правевте последнава контрола? Пред месец. Се откажавте ли, се разочаравте ли дека може нема да добиете? Не, никогаш. Никогаш. Значи нов живот за мене. Нов живот. Мораме да помагаме. Сите сме потенцијални донори, меѓутоа сите сме потенцијални реципиенти. Значи, на секој од нас може некој орган во тек на животот да не се разболе и да дојде во крајна фаза на оштетување, во која што веќе лековите не помагаат така наречени конвенционални медицински терапии, мора да се оди кон трансплантација. Вкупно се направени 5 до сега трансплантации, почнувајќи од првата, која што ја направивме крајот на 2022 година. Инаку се 4 пациенти, 5 трансплантации, тоа е заради тоа што првиот пациент што го трансплантиравме во 22 година, во текот на година и пол, направи хронично отфрлање на црниот дроб, па моравме да го ретрансплантираме. Така да се надевам дека овој број на вистина ќе го зголемиме како ни доаѓа наредно во време, бидејќи оној тим кој што е задолжен за наоѓање на пациенти со мозочна смрт, а тоа се најмногу анестезиолозите, на вистина се повеќе и повеќе поминувани тренинзи кои што ќе им овозможат да се стекнат со искуство за да тоа го препознаваат. Бидејќи знаете трансплантациониот програм, ако од нешто зависи од тоа. Колку ќе имаме донори за да трансплантираме пациенти. До сега практично ние ги трансплантиравме сите црни дробови кои што беа пронајдени. Недостатокот на органи е глобален проблем. Не е проблем само во Македонија. Сите земји имаат проблем со алокација на органи. 2% само од хоспитализираните болнички смртни случаи завршуваат со мозочна смрт. Значи, тоа е еден мал пул. Сепак зборуваме за мал пул на потенцијални донори. Најчесто се работи за неуротраума, сообраќајка или ако крварење во мозок. Благодарам што дојдовте во толку кратко време од кога ве повикавме. За жал, како што знаете, рано утро настана влошување на ситуацијата на вашиот призив. Примете сочувство. Морам да кажам, се разочаруваме кога ќе поминеме ден и пол во обработка на донор. Се ни е оптимално за да направиме трансплантација и на крај семејството нема да ни даде согласност. Тогаш е навистина разочарувачки, тоа се случува обично во вечерните часови и тоа нигде не се гледа. Значи тие часови на работа нигде не се гледаат. Меѓутоа јас морам да кажам, сите кои досега работеле трансплантација, гледам и младите сили кои што се вклучуваат во трансплантација, навистина се ентузијасти. Дали некогаш сте размислувале на оваа тема, дали да се дадат органи или не? Би сакала да дам, ако би могла, многу би сакала да донирам. По 5-годишна тешка битка со цироза на црниот дроб, скопјанецот Сашо Стаменковски живее втор живот. После трансплантацијата се чувствувам многу добро, од разлика пред тоа. Пред тоа бев во многу лоша ситуација. Сега сум, како сега да сум се родил втор живот, што се вика. Маките на 50-годишниот Сашо почнале во 2020 кога му ја диагностицирале тешката болест на црниот дроб. Потоа се јавиле и компликации на други витални органи. Му бил вграден и стент.
Секој ден одел по болници и пиел цела шака апчиња за да преживее. Повеќе во болница него дома, да. Скоро 5 години по болници нон-стоп одевме. Пред 2,5 години го ставили на листата за трансплантација. Бидејќи никој во семејството не бил сроден дарител, требало да чека орган од кадавер. Во тешките моменти најголема поддршка му била сопругата Елена. Никогаш нема да го заборават 12 јули, кога им се јавиле од клинички дека има црн дроб од починат донор. Иако сите години ние, толку време чекавме за трансплантација, во моментот е шок. И за цела фамилија, посебно за него, затоа што сепак тој одлучува дали ќе прави трансплантација или не, меѓутоа со разговор дојдовме до тој заклучок дека тоа и го чекавме и се знаеше дека тоа е единствено решение за неговата ситуација. Трансплантацијата на скопските клиники траела повеќе од 5 часа. Прво бев среќен кога ги отвори почива, нормално кога видов луѓе околу мене, а не знам, тоа не се опишува, тоа е многу голема радост. Семејството Стаменковски изрази благодарност до сите лекари и здравствени работници кои го лекувале Сашо изминатите години. Позитивно изненадена од целиот тим за трансплантација и неговата сестра, која живее во Шведска, каде 25 години работи како медицинска сестра. Многу мисли ми се врте во главата како тоа ќе биде, како ќе се изврши. Јас не сум била во здравство во Македонија, не знаев ништо и можам да ви кажам дека пријатно се изненадив, дека многу бев радосна дека тоа нашиот народ, нашиот професионален тим го направи. На Европскиот викенд за органодонорство семејството Стаменковски повика што повеќе луѓе да донираат органи, зашто многу пациенти чекаат втора шанса за живот. Не се познаваат со фамилијата која и покрај загубата на нивната блиска донела одлука да ги донира органите. Најголема благодарност до фамилијата на пациентката што беа донирани органите и сакам да упатам апел до сите хумани луѓе, сите хумани граѓани на нашата држава. И знам дека е многу тешко во моменти на тага да се одлучат за да ги дадат органите за трансплантација, да ги донираат, меѓутоа, верувајте, има премногу луѓе на различна возраст што чекаат органи. Да не се плашат воопшто, значи имаме ние овдека врвни доктори, да нема потреба да патуваат надалеку. Сашо е шестиот пациент на кој му е направено пресадување на црн дроб во Македонија. Се работи за една од најсложените операции, која за прв пат во земјава почна да се изведува пред 3 години. Александар Динев, Сител телевизија. Повикувам почитуваниот министер за здравство, професор Азир Алиев, да се обрати на публиката. Благодарам, почитувана професорка. После овој мултимедијален материјал и после излагањето на експертите тука, мислам дека секој збор поврзан со органодарителството е сувишен. Јас затоа би сакал да се осврнам, нема ни да ги читам материјалите поминати и напишани од страна на мојот кабинет, веќе навистина сакам исто човечки да се осврнам ретроактивно како стигнавме до денеска. Мислам дека ми беше втората недела како министер за здравство. Професорката ми се јави, вели: министер, имаме потенцијален донор за орган. После успешна направена трансплантација на тој орган, седнавме заедно со професорката и разговаравме, ја прашав како стоиме како држава во органодарителството. Ми рече дека слабо стоиме и дека имаме мал број на пациенти кои што или на семејства кои што даваат позитивно мислење за органодарителството или за донор на орган. И нормално, како инженер, прашав кои се причините и како може тоа да се подобри.
дојдовме до заеднички заклучок дека причините се прво мал број на пациенти, само 2% од потенцијалните донори кои што можат да донираат орган. Вториот момент е семејствата кои што во таква тага вие ги прашувате дали дополнително ќе одвоите дел од органот од вашиот член на семејството за да може друг живот да продолжи да живее. Третиот момент беше недоволно информираност и ние разговараме за донорство само во ходниците, во клиниките и не во училиштата, на универзитет, помеѓу заедницата, помеѓу професионалците. И на крај исто така ја прашав дали можеби верата е причина која што донорството е пречка. Рече дека тоа не е, но дефинитивно треба поголема поддршка да имаме и од верските заедници. И тогаш јас се слушнав и со Реисот, исто така и со дедо Стефан, да прашам дали тоа може да се подобри. Реисот ми каже не само што не е забрането министер, туку исто така верата, нашата вера вели ја поддржува и вели една од речениците која што многу често и јас спомнува е дека да спасуваш живот е врвен чин додека си жив и ако имаш можност, ако Господ ти дава можност да спасуваш човечки живот, не треба два пати да се размислува. Понатаму отидовме до анализа дали можеби законската рамка која што имаме во моментот е пречка и тука најдовме на неколку можности за подобрување. И сакам денеска да се осврнам да ви кажам дека ние како влада и како министерство веќе утре на седница на влада драфт верзијата ќе ја презентирам пред колегите во владата на новите членови од законот кои што ќе ги изменуваме и драстично ќе го оптимизира целиот процес на органодарителство. Значи некој од нив ќе оптимизираме од човечка гледна точка, значи некои комисии да не треба два пати да се поминуваат заедно исто, но вториот момент што е многу битен и според мене значаен, во моментот со законот сите граѓани на државата се потенцијални донори и за да може да биде донори, да може органот да се донира, семејството треба да даде позитивно или негативно мислење. Во случајот повеќе семејства дават негативно мислење, рекоа експертите зошто тоа е така. Во новиот закон менуваме и велиме дека секој граѓанин задржително треба да даде да се произнесе додека е жив во матичен лекар, кај матичниот доктор и тоа ќе го направиме многу брзо, може да каже да или не и таа изјава да може автоматски да се искористи од страна на експертите за да може тој потенцијален донор ако почине или има мозочна смрт да може органот да се искористи и ценам дека бројката ќе се зголеми драстично во овој дел. Чисто сакав само исто човечки да споделам како стигнавме до законските измени кои што од утре ќе ни бидат дел од процесите на седница на влада. Благодарам многу. Благодарам, министре. Моја чест и наша чест е последниот одговор да видат почитуваниот председател на владата, професор доктор Христијан Мицковски, повелат пред вас. Да. Почитувани граѓани, почитувани лекари, медицински сестри, здравствени работници, студенти, почитувани семејства на донори, трансплантирани пациенти и пријатели. Денес сме собрани да зборуваме за една тема која ја допира самата суштина на човечкото постоење. За една тема која ги надминува границите на медицината, науката и институциите. И не подсетува на највредното нешто што го поседуваме како луѓе, способноста да покажеме љубов, солидарност и грижа за друг човек. Денес зборуваме за органодарителството и трансплантацијата. Зборуваме за животот, зборуваме за надежта,
Зборуваме за хуманоста која не познава граници и која во најтешките мигови покажува колку е голема силата на човечкиот дух. Органодарителството е еден од највозвишените чинови што човек може да ги направи. Тоа е одлука која не носи корист за оној кој дарува, туку спасува животи на оние кои со денови, месеци или со години ја чекаат својата шанса. Тоа е најсилниот доказ дека човечноста продолжува да живее и тогаш кога животот на еден човек згаснува. Овој свет исполнет со многу предизвици, подолби и неизвестности. Органодарителството не подсетува дека постојат вредности кои се над се, вредности кои не обединуваат како луѓе и како општество. Вредности кои не учат дека понекогаш најголемите дела не се прават со големи зборови, туку со тивки, но храбри одлуки. Трансплантацијата не е само медицинска интервенција, таа не е само процедура запишена во медицинските учебници или статистика во здравствените извештаи. Трансплантацијата е ново утро за човек кој мислел дека надежта исчезнува. Таа е нова можност за родител кој повторно сака да биде покрај своите деца. Таа е шанса млад човек повторно да учи, да работи, да создава семејство и да ги остварува своите сонешта. За секоја успешна трансплантација стои една човечка приказна. Приказна за борба, за трпение, за вера и надеж. Приказна за луѓе кои со месеци и години чекале повик што за нив значи нов живот. Приказна за семејства кои минувале низ неизвестност, но никогаш не ја изгубиле надежта. Но за секоја успешна трансплантација стои една друга приказна. Приказна за семејства кои во моменти на огромна болка и лична трагедија успеале да најдат сила да направат нешто што бара исклучителна храброст. Во мигови кога се соочуваат со најтешката загуба, тие одлучуваат животот да продолжи преку други луѓе. Токму затоа денес оддаваме најдлабока почит на сите донори и на нивните семејства. Нивната хуманост представува светол пример за целото општество. Тие покажуваат дека и во најтешките мигови човекот може да најде сила да мисли на другите и да подари надеж таму каде што изгледало дека надеж повеќе нема. Посебно благодарност заслужуваат здравствените работници кои се дел од овој сложен и исклучително одговорен процес. Нашите лекари, хирурзи, анестезиолози, координатори за трансплантација, медицински сестри и целиот медицински персонал се луѓе кои секојдневно носат огромна одговорност на своите плеќи. Тие работат кога другите одмараат, тие дежураат кога другите спијат и носат одлуки во моменти кога секоја минута може да значи разлика меѓу животот и смртта. Нивната работа не познава граници, не познава викенди, не познава работно време. Нивната мисија е животот, а животот нема пауза. Токму затоа нивната пожртвуваност заслужува најголема почит. Како држава, наша обврска е да бидеме нивен партнер во оваа мисија. Затоа продолжуваме да вложуваме во здравствениот систем, во современата медицинска опрема, во нови технологии, во едукација и усовршување на медицинскиот кадар, и во создавање услови трансплантацијската медицина да продолжи да се развива и да достигнува нови успеси. Силен и модерен здравствен систем не се гради преку ноќ, тој се гради со посветеност, со визија и со постојани инвестиции во знаењето, луѓето и технологијата. Потребно е отворено да разговараме за органодарителството. Потребно е да ја подигнуваме јавната свест и да ги охрабруваме луѓето да се информираат за значењето на оваа благородна одлука. Затоа што никој не знае што носи утрешниот ден. Секој од нас може да се најде во ситуација да чека орган што ќе му го спаси животот. Но исто така, секој од нас може да биде причината некој друг да добие нова шанса. Големиот лекар, филозоф и хуманист Алберт Швајцер рекол: најголемата цел на човечкиот живот е да служи, да покажува сочувство и да има волја да им помага на другите.
Токму во овие зборови е содржината, суштината на органодарителството. Во него се спојуваат човечката добрина, сочувството и желбата да се помогне на човек што можеби никогаш нема да го запознаеме, но чиј живот ќе биде спасен благодарение на нашата одлука. Денес даваме признание на сите донори и нивните семејства. И му даваме признание на сите трансплантирани пациенти кои со својата храброст и искреност покажуваат колку е вреден животот. И му даваме признание на сите медицински тимови кои секојдневно ја претварат надежта во реалност. Дека нивните приказни продолжат да не инспирират, нека не подсетуваат дека најголемото богатство на едно општество не се неговите згради, патишта или технологии, туку луѓето. Луѓето кои знаат да помогнат, луѓето кои покажуваат човеколюбие, луѓето кои веруваат дека туѓиот живот вреди исто колку и сопствениот. Да продолжиме да градиме општество во кое солидарноста не е исклучок, туку правило. Општество во кое хуманоста е наша најголема сила, а грижата за другиот човек наша најголема вредност. Дека секоја успешна трансплантација биде потсетник дека кога изгледа дека надежта згаснува, постои светлина која повторно го осветлува патот. Нека биде потсетник дека зад секој спасен живот стои нечие големо срце, нечие благородно дело и нечива несебична љубов. Затоа што навистина нема поголем дар од можноста да му подариш живот на друг човек. Ви благодарам. Ви благодарам, премиера, на прекрасниот говор, а на сите учесници денеска, панелисти, сите слушатели, ви благодарам на вниманието. Денеска допревме една тема која што веќе подолго време ја збориме со карваните низ Македонија. Ние нашите карвани ги продолжуваме. Веќе од јули месец продолжуваме со гостивар и ќе имаме други трибини, ќе имаме други можности да се видиме, да поразговараме на оваа тема, да едуцираме. Ви благодарам на сите. Се надевам дека барем неколку мина од вас ќе отидат дома и ќе поразговараат со своето семејство за својата лична одлука. Повторно, орган донорството е своеволен чин. Ви благодарам.